Хепатитот е светски проблем. Република Македонија во својот акцијски план во стратегијата за 2018 до 2030 година предвидува активно учество следејќи ги прописите и препораките на Светската здравствена организација за елиминирање на хепатитот С до 2030 година, а за редуцирање на појавите од хепатит Б, изјави денеска заменик министерот за здравство Гоце Чакаровски по повод Светскиот ден на хепатитот. Со оваа вест ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Започна реконструкција на улицата Александар Урдаревски во општина Бутел. Општина Центар реконструира 3 улици во Боњаковец. Се санира спортската сала во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски во Ѓорче Петров. Општина Илинден денеска го одбележува својот патронен празник Илинден 2 август. Коњаниците од Горно Лисиче тргнуваат за Крушево. Градот Скопје започна со реконструкција на уште една улица. Овој пат станува збор за улицата Александар Урдаревски, која води кон гробиштата Бутел, на која ќе се вади старата коцка и ќе се изградат пешачки патеки од двете страни на улицата. Од денеска започнаа градежните работи за реконструкција на улицата Александар Урдаревски во општина Бутел. Сообраќајницата ќе се реконструира од крстосницата со улицата Бутелска до крстосницата која води кон влезот во гробиштата Бутел. Со овој градежен зафат во должина од 808 метри и ширина од 6,5 метри ќе биде извадена старата и оштетена коцка и ќе биде нанесен нов асфалт. На овој поток на улицата од двете страни ќе бидат изградени нови тротоари во ширина од по 2 метри. Во текот на градежните работи на оваа делница во должина од околу 300 метри ќе биде поставена нова водоводна, атмосферска и фекална мрежа, а ќе бидат поставени нови сливници и шахти. По должината на улицата ќе биде обновено и осветлувањето и ќе бидат поставени 27 столбови за осветлување. Очекуваме крајот на оваа година да биде завршена оваа делница. Мислам дека една од најруинираните и најоштетените делници во градот Скопје. Затоа во соработка и со добро разбирање на општина Бутел одлучивме да овој приоритет биде ставен на оваа улица. Со ова во општина Бутел, граѓаните од општина Бутел, па и од општината Чучер Сандево и сите граѓани кои одат кон гробиштата Бутел, ќе имаат многу подобри услови, подобри услови за нивните возила. Исто така што е вака ново, пешаците ќе добијат нови пешачки патеки, со што ќе се зголеми безбедноста и на возила, на пешаците и на целокупниот сообраќај кој што се одвива овде на оваа делница. Мислам дека ова уште еден проект кој што го правиме заедно со општина Бутел заради добрата соработка која што имаме со општина Бутел и заради потребите на граѓаните на Бутел и на градот Скопје. Градоначалникот на општина Бутел Петре Латиновски искажа благодарност за реализацијата на овој проект, бидејќи со него ќе се подобри сообраќајот на оваа улица која е во многу лоша состојба, а со изградбата на тротоарите ќе се подобри безбедноста на пешаците. Со денешното започнување да се реализира овој проект се затвора една црна сообраќајна точка на територијата на градот Скопје и општина Бутел. Бидејќи самата конструкција, изградбата на ова бекатон новие плочки представуваа за време на зимскиот период при појава на првите поледици до големи сообраќајни незгоди, за жал и со човечки жртви. Се надевам дека токму и во тој дел изградбата на овој проект, каде што целосно се вади коцката, пошечката коцка, представува еден услов и предуслов за уште еден добар, би рекол, сообраќаен пат на територијата на општина Бутел и на останатите општини пред се општината Чучер Сандево. За овој градежен зафат градот Скопје ќе издвои околу 18,5 милиони денари. 3 улици во општина Центар се реконструираат, соопштуваат од општината. Со ова општина Центар ги довршува отпочнатите активности за обновување и санација на улиците и просторот во населбата Боњаковец. Општина Центар врши реконструкција на 3 улици во Боњаковец. Како што соопштуваат од општината, започната е реконструкцијата на коловозот на улица Апостол Гуслерот во должина од 110 метри, Стеван Јакимов Дедов во должина од 100 метри и улицата Борка Талески во должина од 105 метри.
Вкупната должина на која ќе се рехабилитира коловозот со гребење и поставување на нов асфалт е на 2500 метри квадратни. Во соопштенијето од општината додаваат дека со ова општина Центар ги довршува отпочнатите активности за обновување и санација на улиците и просторот во населбата Боњаковец во делот околу основното училиште Јохан Хајнрих Песталоци. Денеска започнува традиционалниот илинденски марш. Повеќе детали подоцна во вестите. Општина Ѓорче Петров летниот период го користи за санација и реконструкција на училиштата и спортските сали. Во моментов се санира спортската сала во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски. Санација на спортската сала, замена на подот од паркет и бојадисување на ѕидовите се само дел од градежните активности на кои интензивно се работи во текот на летниот период во основното училиште Димитар Попгеоргиев Беровски во Ѓорче Петров. Општина Ѓорче Петров соопшти дека салата ќе добие нов модерен гумиран под. Средствата за овој зафат се обезбедени од буџетот на општина Ѓорче Петров и ќе чини над 2 милиони динари. Во текот на летниот период и во останатите општински училишта се вршат реконструкции и поправки. Во основното училиште Страшо Пинџур и основното училиште Ѓорче Петров се врши санација на дел од кровната конструкција и бојадисување на ѕидовите на спортската сала. Во основното училиште Тихомир Милошевски се врши поправка на спортската сала Христо Батанџиев и помошните простории. Влезните врати од спортската сала ќе бидат заменети со нови, а ќе бидат комплетно обновени и седиштата на трибините. Со настап на повеќе реномирани македонски музичари, општина Илинден вечерва го одбележува својот патронен празник. Вечерва во амфитеатарот на Домот на култура Илинден во населбата Илинден на свечен начин се одбележува патрониот празник на општина Илинден, Илинден 2 август, и националниот празник на македонскиот народ. Одбележувањето на денот на општината е збогатено со настап на реномираните македонски музичари Драган Даутовски, Скопски дувачки квинтет на Васил Атанасов и Пламенка Трајковска, кои ќе се представат со повеќе инструментални композиции во кои преовладуваат традиционални изворни фолклорни ноти. По повод патрониот празник во галеријата на Домот на култура Илинден поставена изложба на академскиот сликар Новице Трајковски. 20 коњаници, меѓу кои една девојка, од денеска го стартуваат илинденскиот марш кој треба да заврши на 2 август во Крушево. 20 коњаници од Горно Лисиче денеска го почнуваат 39-тиот илинденски марш 2017, кој треба да заврши на 2 август во Крушево. Маршот почнува од паркот Јане Сандански во општина Аеродром, придружувани од фалангата од 20 членови и играорци на културно-уметничкото друштво Никола Јонко Вапцаров со звуците на зурлите и тапаните. Коњаниците кои се на возраст од 18 до 65 години, а меѓу нив има и една девојка, по пристигнувањето во Крушево ќе се приклучат на прославата по повод најголемиот национален празник Илинден. Конјичкиот марш го организира Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче Илинденски марш 1978, а традиционален покровител е општина Аеродром. Откако неколку здруженија за заштита на животните искажаа загриженост од заловување бездомни кучиња во пресрет на УЕФА Суперкупот, јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар излезе со соопштение дека во целост ја поддржува иницијативата за привремено згрижување на бездомните кучиња. Јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар во целост ја поддржува иницијативата за привремено згрижување на бездомни кучиња, како на територија на општина Центар, така и во останатите општини во Скопје. Изминатиот период неколку здруженија за заштита на животните и нивните активисти објавија дека се очекува да има заловување на бездомните кучиња во Скопје со цел да се исчисти градот од бездомни животни до Суперкупот кој треба да се случи на 8 август. Тие искажаа својата загриженост за иднината на тие заловени кучиња, со оглед на тоа дека ги има многу, а капацитетот за нивно згрижување е мал. Од Паркинзи на општина Центар апелираат сите жители да ја поддржат иницијативата со тоа што ќе згрижат барем по едно бездомно куче до 8 август, односно до Суперкупот. Сите што ќе се вклучат во оваа акција треба да направат фотографија со кутрето и истата да ја постираат на сопствениот Facebook профил со паролата Заедно до Суперкуп.
Од утре ќе настапи стабилизација на времето со повторен пораст на дневната температура, која во деновите од викендот ќе се движи од 30 до 39 степени. Под влијание на многу топла воздушна маса во текот на наредната седмица се очекува стабилно, суво и уште потопло време. А до кој степен ќе достигнат температурите гледаме од МТМ Метео. На 6-годишниот Алексеј, кој боледува од ретка прогресивна мускулна дистрофија, која предизвикува изумирање на мускулните влакна, му се потребни 30.000 евра за третман во Пекинг. Бидејќи семејството не е во можност да го финансира лекувањето, се апелира до сите сограѓани да помогнат во обезбедување на потребните средства доколку се во можност. Средствата може да се донираат со телефонски повик или преку жиросметка во Тутунска банка. Телефонските броеви за донации и жиросметката можете да ги погледнете на нашата веб страна mtm.mk. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.